Вести на КТВ, добро вечер. За десетина дена семејствата чии куќи изгореа во вчерашниот голем пожар, кој настана по удар на гром, ќе се вратат во своите домови. Денеска помош за нив најави министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов. Тие беа во посета на опожарените објекти на семејствата. Голема е штетата во куќите кои настрадаа во вчерашниот пожар по удар на гром на улицата Питу Гули во Кавадарци. Целосно се оштетени покривните конструкции, а речиси не останало ништо и од покукнината. Денеска интензивно се работеше на расчистување на остатоците по пожарот со цел да започнат градежни активности за санирање на штетите. Половина од потребната сума за санација на покривите на трите опожарени куќи ќе ја покрие регионалната стопанска комора, а останатата половина општината. Денеска опожарените куќи ги посетија министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, градоначалникот Александар Панов и председателот на регионалната стопанска комора Митко Јанчев, кои најавија помош за семејствата со цел што побрзо да се санираат штетите и да се вратат луѓето во своите домови. Денес, заедно со градоначалникот на општина Кавадарци, директорката на Центарот за социјални работи, представници од бизнис заедницата од овој регион, ги посетивме семејствата чии што куќи беа зафатени од пожар во текот на вчерашниот ден. Имено се работи за 3 погодени објекти од гром кои што се опожарија, во кои што живеат 6 семејства. Како што можете да видите, веќе денес интензивно се работи на отстранување на оштетениот материјал и шутот и набрзо очекуваме да се спроведат градежни активности со цел да се направат нови покриви на сите 3 куќи, како благодарност на соработката на општина Кавадарци со локалната бизнис заедница, со регионалната стопанска комора, која што ќе обезбеди пола од финансиските средства, останатата половина од општина Кавадарци за реализација на градежните активности. Дополнително Министерството за труд и социјална политика заедно со Центарот за социјални работи ќе обезбеди еднократна парична помош во висина од околу 3000, односно од околу 6000 евра, односно 30.000 денари по домаќинство и од страна на Министерството и дополнително од страна на Центарот за социјални работи со цел да им помогнеме да си ги досредат објектите, меѓутоа и за првичните нивни потреби. Исто така и Црвениот крст ќе излезе во пресред со соодветна прва помош која што се дели во ваков случај со цел да го надминат ризикот во кој што во моментот се наоѓаат. Верувам дека за околу 7 до 10 дена луѓето повторно ќе се вратат во сопствените објекти. Градоначалникот Александар Панов упати апел до сите граѓани и бизнисмени да донираат за да ја помогнат реконструкцијата на оштетените домови. Цела македонска јавност знае дека во текот на вчерашниот ден имавме една елементарна непогода за прв пат во Кавадарци. Од страна од гром се е предизвикан пожар на 3 објекти во местната, односно урбаната заедница Кула. Уште во текот на вчерашниот ден се отпочна со подготвителните работи за санација од страна на бизнис заедницата, која што прва притрча на помош, начело со Митко Јанчев, председателот на регионалната стопанска комора. Беше покрената иницијатива и во текот на наредната недела со одлука на Совет ќе бидат определена одредена материјална, односно парична помош, која што за сега се движи некаде околу 10, односно над 10.000 евра. Ќе биде донирана од страна на локалната самоуправа и бизнис секторот, односно целокупната кровна конструкција, заедно со се што следува со кровната конструкција од домашен изведувач ќе биде поставена во рок од една недела, а потоа упатив и вчера и денес апел до сите сопственици, односно иматели на компании од Кавадарци, на сите граѓани кои што можат да помогнат, да го изнајдат својот адекватен начин да помогнат на овие луѓе кои што се во неприлика, а во четврток имаме редовна седница на која што Советот на општина Кавадарци ќе донесе одлука со која што финансиски 50% ќе ги покрие трошоците за кровната конструкција. Пожарникарите од Кавадарци и Неготино и пожарникарската единица од Фени вчера повеќе од 2 часа се бореа со огнената стихија, која се закануваше и по околните објекти, бидејќи големиот пожар беше во густо населен дел од градот.
Општина Неготино ќе го реконструира патниот правец Неготино-Криволак. Конечно ќе се реконструира патниот правец Неготино село Криволак. Пред извесен период општина Неготино го распиша јавниот повик за прибирање на понуди за реконструкција на овој патен правец, кој денови ве завршува. Значи, како што им ветивме на граѓаните од населеното место Криволак и на граѓаните на цела општина Неготино, овој патен правец од мостот што се раскрстува за Пепелиште и Криволака до самото населено место Криволака во должина од 3 километри треба да го изградиме, со тоа што е започнато. Најпрво е распишан е јавниот повик и овие денови завршува. Министерството за транспорт и врски си ја обави таа должност, додека општина Неготино ја подготви целата проектна документација по изборот на најповолниот понудувач и по изборот на надзорниот орган, ќе почне со изградба на патниот правец нормално по сите законски регулативи на Република Македонија. Јас очекувам тоа да се случи во период од крајот на јули таму до крајот на август, да се започне со работа на терен. Значи, овој патен правец ќе биде во должина од 3 км, додека ширина 5,5 метри, како што е редот за секој патен правец, односно секој регионален пат, бидејќи ова беше една од најкритичните точки. Имавме доста сообраќајни незгоди, имавме и тешки последици и затоа одлучивме приоритет и приматот да го ставиме токму овде, не само на барање на жителите на село Криволака, бидејќи ова е фреквентен, тука минуваат и многу стопански субјекти, минуваат и возила на арама и долги години е многу оштетен и затоа е многу тесен и ние одлучивме најмногу да вложивме токму тука на овој пат за Криволака. Сметам дека до некаде нова година, а можеби и порано, доколку дозволат временските услови, исто како што го изградивме патот за Долни Дисан, значи и таму е ширината 5,5 метри, регулацијата на сообраќајот се одвива на многу високо ниво и истото ќе се случи и на овој патен правец. За овој патен правец обезбедени се 25 милиони денари, како што на самиот почеток реков, тоа го обезбедивме заедно со владата на Република Македонија преку Министерството за транспорт и врски и сметам дека истите ќе бидат рационално искористени, бидејќи е предвидено да се граде по сите светски стандарди. Минатата година општина Велес од европските фондови добила над 106.000 евра. Парите ќе бидат наменети за градежните работи во градинката Димче Мирчев. Европски пари легнаа на сметката на општина Велес. Над 106.000 евра доби локалната самоуправа од фондовите на Европската Унија. Парите се наменети за градежни работи во објектите на детската градинка Димче Мирчев. Овие пари општината ги добива преку проектот Тематска мрежа за одржлива енергија на прекуграничните локални власти Енерджинет. Локалната самоуправа на Велес е водечки партнер во овој проект финансиран од Европската Унија. Во програмата за поддршка на проекти финансирани од европските институции е вклучена и општина Прилеп. Таа преку Енерджинет ќе добие околу 98.000 евра. Инаку парите кои ги доби општина Велес ќе се трошат за реализација на проектот енергетска ефикасност. Сите објекти на детската градинка во иднина ќе штедат енергија за грејење и ладење на просториите. 6 клона ќе добијат термофасади. Реализацијата на проектот за прекугранична соработка почна минатата година. Според најавите, со сопствени средства ќе учествува и локалната самоуправа. Предвидено е за поставувањето термофасади на градинките да инвестира над 20.000 евра. Инаку, според првичната идеја, проектот Енерджинет треба да овозможи и отворање канцеларија со еден вработен во која ќе се изработуваат проекти од областа на енергетската ефикасност. Општина Росоман размислува за промена на водоводниот систем. Ке биде тоа нов проект за кој веќе се прават анализи.
Водата што наскоро од системот Лукар ќе ја добијат Росуман, Манастирец и Рибарци ќе биде со многу поголем притисок од досегашниот. Добро упатените во оваа проблематика веќе најавуваат дека тоа ќе значи и повеќе дефекти во водоводната мрежа и повеќе обврски за комуналното предпријатие и за општината. Но таму власта веќе размислува за нов проект и за промена на целиот водоводен систем, најавува градоначалникот Стојан Челазов. Во текот на наредниот период ќе ја донесеме водата до овие резервари, но од тука натаму ќе имаме посилен притисок него што до сега сме навикнати да го имаме, а тоа ќе значи барем гледано од искуството на другите јавни комунални предпријатија и разговорите со директорите и одговорните лица, значи дека ќе имаме проблеми со притисокот на цревата. Значи ние мораме да направиме усилби, а тоа ќе биде во еден нареден период да аплицираме и да добиеме пари за регулациони вентили за притисок, како не би имале дефекти во тие дел. Што се однесува до летниот период, градоначалникот вели барем за сега рестрикции ќе нема. Јули и август рестрикциите во водата се карактеристика за секоја општина, но до сега временските услови дозволуваат овој начин на заштеда да биде пролонгиран. Денеска во музеј галеријата во Кавадарци беше отворена историска изложба "Обединети сме поселни", изготвена од Државниот архив на Република Македонија. Пропагандни плакати и фотографии од периодот на 1941-45 година од Втората светска војна се дел од историската изложба која по повод 70 годишниот јубилеј од победата на антихитлеровската коалиција над нацизмот беше отворена денеска напладне во музеј галеријата во Кавадарци. Директорот на музеј галеријата Петре Камчевски на отварањето на изложбата го најави обраќањето на новиот директор на Државниот архив на Република Македонија, доктор Филип Петровски. Повод за оваа изложба е 70 години од завршувањето на Втората светска војна и победата над фашизмот, најголемото зло на 20 век. Втората светска војна е најголемата, најтрагичната, најжестоката и најглобалната војна во историјата на човештвото и во историјата на војните. Таа се водела на сите континенти на земјината топка. Во неја учествуваат повеќе од 2 милиарди и 100 милиони луѓе, што во тој период било скоро 80% од севкупната светска популација. Ова изложба ја изготви Државниот архив на Република Македонија. На неја се представени околу 150 на фотографии, плакати и документи кои што се токму од времето и од периодот на Втората светска војна. Постојат настани во историјата што имаат значење за целото човештво. Во 20 век таков настан беше победата над фашизмот. Изложбата "Обединети сме посилни" не подсетува на тоа колку жртви се дадени за да се постигне победата и како се стигна до неа. Клучен фактор за победата е обединувањето на сите сили, подготвени да се борат до последната капка крв за најважните идеали на човештвото, тоа се слободата и хуманизмот. Тие идеали го наоѓаат својот израз понатака во Атлантската повелба, подпишена од страна на САД и Британија, и потоа на истата се приклучува и Советскиот сојуз. Така, Атлантската повелба станува основа за борбата на антихитлеровската коалиција, а понатака и основа за формирањето на Обединетите нации. Точката 6 на оваа повелба гласи: се надеваме дека по дефинитивно уништување на нацистичката тиранија и идеологија ќе се воспостави мир, кој ќе им даде можност на сите држави да живеат безбедно на својата територија, а исто така да се создадат такви услови од кои што сите луѓе во сите држави ќе можат да живеат без страв и без сиромаштија. Во точката 8 понатака се потенцира дека државите од целиот свет треба да се откажат од применувањето на сила. Тие принципи се сега принципи на Обединетите нации и треба да се истакне дека Уставот на Обединетите нации, кој понатака е подпишан во април 45-та, е точно во времето кога се среќаваат американските и руските сили на Елба. Идеалите зад кои стојат овие држави го поттикнуваат не само создавањето на Европска унија, туку и создавањето на Европската унија и ширењето на демократијата. Сепак, и покрај сето тоа,
ние сме се уште далеку од остварување на принципите на Атлантската повелба, зашто државите не се откажуваат од применувањето на сила и се уште голем број луѓе живеат во страф и во сиромаштија. Патот да се постигнат идеалите на слободата и на хуманизмот ни е познат. Тој пат ни го покажа антихитлеровската коалиција. Тоа е единството и слогата во име на оживотворување на тие идеали. Се додека не го разбереме тоа, овие идеали се само идеали напишани на хартија. Се истражува источниот дел од комплексот на храмот на египетската божица на Стоби. Проектот е финансиски поддржан од Министерството за култура, а е во согласност со изготвениот проект. Во тек се археолошките истражувања на источниот дел од комплексот на храмот на египетската божица Изида во рамките на римскиот Миниципиум Стоби. Во согласно со проектот финансиран од Министерството за култура, предвидените активности се однесуваат на доистражување на придружните простори на храмот во кој најверојатно престојувало свештенството и оние што биле подготвувани за иницијацијата и посветување на култот. За време на истражувањето е откриен надписот кој се дознава дека храмот бил посветен на Изида и на нејзиниот придружник Серапис. Култот на божествената девојка е широко распространет и прифатен во римскиот период на Медитеранот, вклучувајќи ги и нашите простори, за што е потврда токму овој објект кој датира од римски империјален период. Храмот на Изида со двете подземни простори во кои се вршеле ритуали поврзани со мистичниот култ на божицата беше откриен во рамките на археолошките истражувања во 2008 година. Целосно беше доистражен во 2010 година, а во 2012 објектот е конзервиран и презентиран како значајна единица на археолошкиот локалитет Стоби. Во текот на археолошките истражувања покрај откриените структури од комплексот евидентиран е богат движен археолошки материјал од кој се издвојува монументалната мермерна скулптура на Изида со надприродна големина. Младата актерска екипа на театарот при Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци синоќа блесна со представата Лазо во режија на Диме Коцевски. Преполна сала на Домот на културата Иван Мазов Климе се бара карта повеќе, билетите распродадени. Се места дополнително столици во салата за да им се овозможи на сите љубители на театарот по цели 2 години од премиерата повторно да уживаат во актерската игра на младиот актерски тим од комедијата Лазо. Многу смеа, бурни аплаузи на отворена сцена и добро расположение во публиката и меѓу актерите на сцената. Генерално таква беше сликата од синоќешното случување во салата на Домот на културата, со која актерот и режисер на оваа представа Диме Коцевски официјално го одбележа своето вработување во оваа институција. Во оваа пригода упатуваме пофални зборови за младиот актерски ансамбл кои го сочинуваат Видан Станоев, Никола Деков, Снежана Карова, Милица Гочевска, Зорица Ташева, Валентина Георгиевска, Георги Шемов, Драган Кабрамов, Маријан Атанасов, Риста Петков, Љубица Глигорова и Кристијан Петровски. Љубителите на театарот ги подсетуваме дека представата Сомнително лице исто така во адаптација и режија на Диме Коцевски ќе биде прикажан на наредниот вторник 7 јули. Дел од публиката синоќа беше и градоначалникот на Кавадарци Александар Панов, кој по повод официјалното пуштање во употреба на новите столици во салата изјави. Мене ми е навистина посебно задоволството кога еве овака крупен чин од 1.600.000 денари се вложуваат наеднаш во оваа институција. Нашите сограѓани знаат дека ова е меѓу првите, односно втора замена на столчињата, меѓутоа по една пауза од 50 на години добро се сеќаваат на оној пожар кој што пред неколку години се случи кога беа само тапацирани. И навистина еве од аспект на време од кога сум јас градоначалник да се направат сите овие реконструкции, вклучително и најголемата тоа се случињата е голем предизвик, меѓутоа и големо закинување на други полиња за да направиме нешто за културата.
Нешто што во оваа институција фали е сцената и зад сцената, односно она што луѓето и гледачите не го гледаат, меѓутоа за кое што имам потполно разбирање од страна и на актерите и на сите кои што се од другата страна на екранот или на даските. И мислам дека тоа ќе биде можеби невидлива, меѓутоа исто така не занемарлива сума која што од оперативниот буџет ќе ја издвоиме. Се надеваме дека тука повторно ќе ни помогне Министерството за култура, кој што патем речено секогаш кога сме имале потреба од одредена нова инвестиција во инфраструктурата на институциите од културата секогаш наоѓала доволно средства да ни помогне. Да, дали познато за колкава сума станува збор, дали проектот е веќе проектот, односно тоа не се опаќа како проект, туку како потреба и како предмер пресметка. Точно сумата не ја знам која е, меѓутоа е сигурно околу 1 милион денари, со што навистина би го заокружиле овај комплетно делот на институциите од културата. Патем речено, Кавадарци има 3 институции од културата. Нели, музејот го делиме сега на 2 институции, односно два објекта. Заедно со библиотеката, заедно со Домот на културата, навистина се 4 изданија кои што можам да кажам дека се во 90 и над 90% веќе реконструирани, односно се во полна кондиција за консументите на културата и стварачите на културата од градот. Младиот планинар на спортско-планинарскиот алпинистички ориентационен клуб Антигонеа Неко од Неготино, Ване Бошев, денеска оствари средба со градоначалникот на општина Неготино, Ванчо Апостолов. Најмладиот член на спортско-планинарскиот алпинистички ориентационен клуб Антигонеа Неко од Неготино, 7-годишниот Ване Бошев, денеска беше во посета на градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов. Во рамки на посетата, малиот Ване го информираше градоначалникот Апостолов за досегашните успеси и достигнувања во планинарењето, како во Македонија, така и надвор од неа. Она за што се подготвува Ване периодов е освојување на врвот Триглав во Република Словенија и врвот Мармолада во Република Италија, и доколку го освои, Ване ќе биде најмладиот балканец кој се искачил токму на овој врв. Денеска имав прилика да се дружам со Ване Бошев, еден од добитниците на 8-ноемвриското признание во 2014 година. Значи, тој е најмладиот планинар во Република Македонија, а тоа е наша гордост што токму потекнува од нашиот град Неготино. Ване Бошев, значи, секогаш и во иднина ќе биде поддржан од општина Неготино. Тој досега има освоено 40 врвови, од кои најзначајни и највисоки се покрај тие во Република Македонија, Мусала на планината Рила во Република Бугарија. Исто така сега се спрема да отпатува на 23 јули во Република Италија и таму треба да биде освојувач на еден од повисоките врвови Мармелада и сметам дека со тоа нашиот најмлад планинар ќе ги постигне највисоките, најврвните успеси како на републичко ниво, така и на балканско ниво, па и пошироко, само нека продолжи со таа динамика и општина Неготино секогаш, заедно со останатите стопански субјекти, ќе му возможи да биде учесник на секој планинарски поход на било која планина во Европа, па здравје планираме понатаму по 10 години да тој како врвен планинар биде освојувач и на Монте Еврест, најголемиот врв во светот. Јавна благодарност до градоначалникот Ванчо Апостолов упати и неговиот татко Орданче Бошев, кој исто така е планинар и го придржува Ване на сите патувања и искачувања. Како родител на Ване Бошев, голема благодарност до градоначалникот на општина Неготино и советот што во секој момент не поддржува на секој негови активности. И сега се надевам дека во Италија голема поддршка ќе имам од градоначалникот на општина Неготино, Ванчо Апостолов. Градоначалникот Апостолов истакна дека секогаш ќе ги поддржува и ги поддржува успесите на младите од општината, кои секогаш придонесуваат за афирмацијата на самата општина, но и за самиот лично како градоначалник. Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност и со слаб северен ветер. Попладне во источните делови е можна изолирана појава на краткотраен дожд. Температурата ќе се движи до 31 степен.
Тука е крајот на денешното издание на вестите. Ви благодариме на вниманието и имајте убава и пријатна вечер.